Почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитуван премиер, почитувани министри. Денеска ден за пратенички прашања, посем 3 месеци овде е премиерот Ковачевски, затоа планирам едното прашање да биде за вас, за премиерот Ковачевски. Имам уште 2 прашања, истите ќе бидат за обвинителот Јовевски, ќе дојдам до нив. Најпрво за Ковачевски. За Јовевски се останатите две прашања. Почитуван премиер Ковачевски, од изборот на владата до денеска се случија многу непријатни моменти и за јавноста и за граѓаните. Во Македонија, која е водена од вас, за жал се живее секој ден се потешко. Меѓутоа, гледам дека за тоа не сте многу загрижени. Имаме енергетска криза, галопирачка инфлација, зголемување на сиромаштијата, живееме во национална катастрофа. Имаме премиер, извинете што ќе речам, меѓутоа, кој што народот не го познава, кој што предводи една октроирана влада и да знаете дека тоа е вистината. Меѓутоа, она што би сакал сега да зборувам, нема да зборувам и за новото задолжување кое што го најавивте, 900 милиони евра ново задолжување, тонеме од ден во ден. Меѓутоа, нема за тоа да зборувам, сакам да зборувам за нешто друго, а би сакал да зборувам отворено овде од говорница за вашите релации со криминалот во владата и да поразговараме за вашата одговорност во владата. Имено, вашиот генерален секретар е фатен во тежок криминал. 2 генерални секретари фатени во тежок криминал во рок 5 години. Сега гледаме дека генералниот секретар на владата Мухамед Закири е под истрага заедно со 2 хрватски државјани за изигрување на тендерска документација. Обвинителството за борба против организиран криминал и корупција ги сомничи дека незаконски присвоиле државни пари. За Закири се бара притвор, за хрватските државјани се сознанијата дека се надвор од земјата. Случајот за злоупотреби на генералниот секретар беше обелоденет на 8.4. И како што е познато, тие изготвувале физибилити студија во кое што 1 милион евра. И дејствата ги направиле од април до јули 2021. А вие истиот тој човек, вие не сте биле тогаш надвор од владата, вие сте биле тогаш заменик министер за финансии. Истиот тој човек овде во собрание повторно сте го предложиле и сте застанале со целосен кредибилитет позади него и сте го предложиле да биде ваш генерален секретар во владата. Во ред. Она што би сакал да ве прашаме следното. На 11-та седница на владата сте донеле заклучок со кој што владата ги задолжил заменикот на председател на владата задолжен за економски прашања, координација на економски инвестиции, министерот за економија и директорот на национални пошти да иницираат подготовка на физибилити студија. Како Битики, Крешник Бектеши и Јани Макрадули, кои биле задолжени за постапката, се поврзани со криминалот на Мухамед Закири, односно со криминалот на генералниот секретар. Колку прекршоци се направени овде? Дали сметате дека има и дополнителни прекршоци на етичкиот кодекс со кој што се фалевте дека ќе се борите против корупцијата? Дали размислувате и дали осеќате одговорност од ова што се случувало во владата која вие ја водите, која што практично ви се случувало пред нос, а вие или не сте знаеле, или сте биле соработник. Во ниту еден случај тоа не е добро за вас. Тоа е моето прашање за вас. Моето следно прашање е за Љубомир Јовевски, јавен обвинител. И би сакал да поразговарам во врска со кривичната пријава која што беше поднесена од Државното правобранителство против Артан Ајро, поранешен специјален обвинител на специјалното јавно обвинителство, сега обвинител во основното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, Гаврил Бубевски, поранешен специјален обвинител на СЈОС на основно јавно обвинителство Скопје и Арафат Муареми, поранешен истражител на специјалното јавно обвинителство, сега директор на управата за финансиска полиција, и Сеат Кочан, поранешен собственик на Трансмед. Имено според кривичната пријава од правобранителството, тие заедно и со меѓусебен договор, организирано во група,
прво пријавениот Арта Најро и второ пријавениот Гаврил Бубевски во постапка пред суд, а трето пријавениот Арафат Моареми во истражна постапка, знаејќи ја состојбата на имотот на четврто пријавениот Сеат Кочан, дозволиле и не ги спречиле последиците настанати од незаконското постапување од страна на четврто пријавениот, а прво пријавениот и второ пријавениот според кривичната пријава не ги превзеле сите законски пропишани и правни дејствија кои биле должни да ги превземат во постапката. Што се случува, до каде е оваа постапка? Она што е заедничко и за првото прашање и за второто прашање, и што и двете беа обелоденети на 8.4. црн петок, кога дознаваме дека и генералниот секретар е вмешан во криминал тежок 1 милион, и во исто време дознаваме дека имот кој што требало да биде запленет и да биде собственост на државата, се раскрчмувал, се делел без никој да води сметка. Она што мене ме загрижува е зошто јавните обвинители активно се впуштија во медиумска офанзива неколку дена по емисијата, по обелоденувањето, а претходно сите молчија, иако има докази за дописи и до Зоран Заев и до Љупчо Николовски. Па видете ги овде релациите. Меѓутоа, она што би сакал да ве прашаме, до каде истрагата? Дали сметате дека тие истите влијаеле за да се незаконски да се организираат во група заради злоупотреба на службена положба? И видов една изјава на обвинителот Бубевски кој што вели дека кривичната пријава смета дека е напад кој кон обвинителството и кон судството, затоа што има различни сфери на влијание во оваа држава. Не е мала работа јавен обвинител да ви каже дека има различни сфери на влијание во оваа држава. Затоа еве ве прашувам вас, Јовевски, во која сфера на влијание припаѓате вие и во која сфера на влијание вие, како јавен обвинител, ќе го сместите премиерот Ковачевски и владата? Разчитете за кои сфери на влијание разговараме овде во Македонија, додека државниот имот, државните и народните пари се раскрчмуваат, а притоа си ја делите одговорноста. Дали правдата има најголемо влијание и кој од вас и од владата вие би го сместиле во која сфера на влијание, затоа што тоа не е изјава на новинар, тоа е изјава на обвинител. И последното прашање ми е навистина мачно и тешко да го поставам, меѓутоа 7 месеци поминаа од стравичната несреќа во модуларната болница во Тетово. 7 месеци од 8 септември до денеска, каде што ни гореа живи луѓе. И вие секогаш успевате да ја замолчите јавноста кога кажувате дека такви теми биле многу мачни, биле тешки и не треба да зборувам. Па не смееме да ги оставиме тие работи да бидат заборавени. Сакам да ве прашам, еве директно да ве прашам, дали кривично некој ќе одговара за пожарот во модуларната болница? Апсурдно е, во модуларната болница ни гореа и изгореа 14 живи луѓе кои што таму беа и бараа помош. Апсурдна е ситуацијата да чекаме превод на германски документ со месеци. Со месеци чекаме превод. А овде седиме со слушалки и слушаме превод по цел ден. Апсурдни се тие изговори. Поминаа многу месеци, а на вас постапката ви е се уште предистражна. Нема никаква одговорност. Па овде во ова собрание се менуваше законот за градба само за да може владата во тоа време на Зоран Заев, сега преземена и препакувана од Ковачевски, да ги набавува на начин на кој што ги набави. Апсурдно е да биде одговорен само кабелот. Па некој требало да го набави тој кабел, некој требало несоодветно да го примени, несоодветно да го искористи. Па имаме сознание дека болничките кревети биле поголеми од поставените врати. Јавноста ги има сите тие сознание, а само јавното обвинителство го остава тоа едноставно да биде заборавено. Прашањето е дали некој конечно ќе одговара за пожарот во модуларната болница и дали планирате да имате пообемна истрага и побрза реакција и една сугестија на крај, формирајте се специјално оделение кое што ќе ги следи работата на министрите во владата, особено на генералните секретари, затоа што гледаме еден страшен тренд кај нив. Ова е како сугестија, не е прашање. Ви благодарам.